Случајот со изградбата на делницата од планинскиот пат од местноста Крушка кон училиштето во село Полаки се уште е актуелен и се очекува негова дополнителна судска разврска. Причина за актуелноста, меѓу другото, се и обвинувањата дека буџетот на локалната самоуправа на Кочани е оштетен затоа што се градело неквалитетно, а по тужбата од фирмата изведувач и по судските пресуди во негова корист што ги донели Основниот суд во Кочани и Апелацискиот во Штип, сега општината ќе мора да ја плаќа договорената сума иако патот не е довршен според договорениот квалитет. Се работи за комплетирање на втора фаза од патот во должина од 940 метри, а за што општина Кочани кон крајот на септември 2019 година склучила договор вреден 6 милиони и 100.000 денари во нето износ со фирмата Коп Инженеринг од Скопје, која била избрана како најповолен понудувач на тендерската постапка. По завршувањето на дел од почетните градежни работи како подготовка за наредните фази, на изведувачот му били исплатени околу 2 милиона денари. Во меѓувреме, поради неповолните временски услови, изградбата се пролонгирала, зашто биле подпишани измени за склучениот договор, а на изведувачот му бил даден дополнителен рок. По продолжувањето на изградбата констатирани се сериозни неправилности, пошто фирмата Концепт ЕУ од Кочани, избрана да го врши надзорот, побарала работите да запрат и да се поправат грешките. Токму за овој случај бурни дискусии имаше на 11-та седница на Советот на општина Кочани, со барање стручните служби да објаснат како дошло до ваквата правна разврска, што може да биде на штета на општинскиот буџет. Имаше вештачење од наша страна, од нивна страна, го изгубивме судскиот процес тука, потоа се отиде на второстепена и таму се изгуби судскиот процес. Значи не застапуваше адвокат таму. Сега зошто е изгубено, тоа прашајте ги судиите. Да видиме кој е тој судија со име и презиме кој што пресудува во корист на фирмата Коп Инженеринг, а на штета на граѓаните на општина Кочани, да видиме врз која основа ние како Кочани треба да одвоиме 4 милиона денари за да платиме штети и зошто се доведуваме во таква позиција. Исто кои се тие суди на втора степен суд. Барав од вас конкретно да го образложите случајот. Судскиот систем во Република Македонија не е функционален. Нема трето. Како и да е, еве, ги замолувам службите убаво да образложат, да објаснат на вистина 4 милиони денари зошто треба да ги фрлиме во бунар. На седницата на Советот беше побарано да се направи ревизија на целиот случај, односно да се поднесе приговор до Врховниот суд поради претходно донесените судски одлуки. Истражувајќи ги причините за изгубениот судски спор, телевизија Канал 8 побара правно толкување и од адвокатската канцеларија која ја застапувала општина Кочани пред двата суда, при што адвокатката Марина Глигорова со краток писмен допис потврди дека случајот се уште не е завршен. Во врска со бараната информација за судскиот предмет за патот Крушка Полаки, ве известувам дека општина Кочани ќе изврши ревизија против второстепената пресуда, согласно член 375 од Законот за парнична постапка. Од фирмата Концепт ЕУ, која била надзор на изградбата на патот, рекоа дека целиот случај е чист од технички аспект, односно направено е се според законските прописи да се заштити интересот на општината како инвеститор. Нашата фирма како надзорен орган на овој објект, значи при контролата на изведената позиција, тампонирање на делницата од патот, утврди заедно со представникот од општината дека тампонскиот материјал кој што требаше да биде вграден со дебелина од 30 см не беше вграден со таа дебелина, него беше со минимална дебелина од 8 до 13 см, што беше утврдено со пробни искупи на тампонскиот материјал, потврдено со фотографии, а потоа во понатамошниот процес потврдено и со испитување од страна на акредитирани лаборатории кои што утврдија истата дебелина на тампонскиот материјал. Значи со прости зборови, изведувачот беше фатен, како не изведува таа позиција, да наречам како крадец кој што е фатен како краде, меѓутоа тоа беше пријавено и со допис и до општината официјално дека тампонскиот материјал не е изведен согласно проектната документација, што е и наша должност. Ние не смееме да дозволиме како надзорен орган да се работат позиции надвор од договорените позиции во предмер пресметката и во проектот,
така да беше забрането на изведувачот да продолжи со понатамошните работи. Тоа беше евидентирано и во градежниот дневник, што е согласно законските обврски како надзорен орган, и градежниот дневник е градежна документација која што е извршна за изведувачот. Значи тој мора да постапи според нашата забелешка дека не смее да продолжи со понатамошните работи додека не ги отстрани од наша страна воочените недостатоци. Неправилност во извршените задачи констатирале и службите за интерен надзор во локалната самоуправа на Кочани, но и покрај укажувањата, изведувачот пристапил кон асфалтирање. При тоа барал да му се плати за извршените работи, иако тие не биле според договореното, па правел и притисоци. За земените работи си платено му е, меѓутоа за останатите работи од тампоно, бидејќи не е примено од надзорниот орган, не е подпишана градежна книга, не е подпишана ситуацијата и не може општината да плати. На база на што ќе плати? Мора да има доказен материјал, нешто дека што законски што е за да се плати. И проблеми се јавија многу. Имаше и закани и притисоци од страна на изведувачот, телефонски и пораки добивав и тоа. Значи, не знам, некоректен како изведувач, не си ја заврши работата онака како што беше предвидено со договорот и со проектната документација, и друго, тука не можеме ние ништо, треба судо, а судо што донел нели одлука позитивно во негова корист, не знам на која база, не кореспондира таа одлука со ништо у документација што е представена пред судот. Значи нема подпишано градежна книга, нема подпишано ситуација. И како судот тоа го, не знам, треба да се испита пак, и по мене треба да се направи вештачење пак на лице место, пак да се врши бушење, сечење на треба на асфалтот, да си тампоно да се види стварно која дебелина е, и за да биде тоа сигурно веќе дека е направено во ред, а ние грешиме. Со донесената судска одлука од Основниот суд во Кочани, што потоа е потврдена и од апелацискиот во Штип, се доаѓа до заклучок дека е направена груба повреда на процедурата, односно не се земени предвид на одите на стручните служби. Чудна позиција, ситуација во која што некој донесува одлука или пресуда да се плати она што и не е буквално извршено. За да напомена е да се каже дека не е извршено ниту подпишување на градежната документација, односно градежните книги, кои што се основ за изработка на ситуација и побарување на наплата, значи не е признаена ни ситуацијата, а не е извршен ниту технички прием и преглед на објектот, кој што е согласно законската регулатива процедура кој што мора да се спроведе и да се изврши записник за примопредавање помеѓу изведувачот и помеѓу инвеститорот. Значи сите овие работи судот не ги зема во предвид и донесува пресуда дека треба да му се плати на изведувачот и она што и не е извршено. Меѓутоа не сакам да коментирам судски одлуки, бидејќи тие се посебна власт, зборуваме за она што сега се бара и се наоѓа кривица за некој дека не се извршил својата работа. Значи, можеме да кажеме дека сите работи кои што се предвидени согласно Законот за градба се спроведени од наша страна и од страна на општината. И покрај веродостојната документација и реалната состојба на терен, донесени се судски одлуки што, иако не можат да се коментираат, сепак се на штета на пошироката заедница и на јавниот интерес. Дали по жалбата Врховниот суд ќе ги земе предвид сите укажувања и ќе донесе поинаква одлука, ќе треба да се види во наредниот период.